Почитувани граѓани на Скопје, почитувани представници на медиумите, почитуван председателе Ковачевски, заменик министар Буши, почитувани колеги, дозволете ми прво во мое лично име, во име на Министерството за внатрешни работи, на сите скопјани да им го честитам 13 ноември, денот на ослободувањето на градот Скопје. А овој убав празничен повод денеска го искористивме заедно со председателот на владата на Република Северна Македонија господин Димитар Ковачевски, раководството на МВР и представници на локалната самоуправа на општина Газибаба, начело со градоначалникот Стефковски, да бидеме сведоци на уште еден реализиран проект на Министерството за внатрешни работи, целосна реконструкција и санација на објектот на единицата за внатрешни работи Газибаба при сектора за внатрешни работи Скопје. Со посебно задоволство би сакал да потенцирам дека за една година успеавме целосно инфраструктурно да го реконструираме и санираме објектот на ЕВР Газибаба во сите суштински сегменти, при тоа запазувајќи ги сите современи стандарди, вклучително и стандардите за енергетска и еколошка ефикасност и заштита. За таа цел, исклучиво со средства од буџетот на Министерството, како што впрочем е наша пракса во сите овие изминати години, беа издвоени околу 27 милиони денари, што денес ја надополнивме листата на реконструирани, санирани и ново изградени објекти на Министерството од 2017 година наваму за уште еден објект или вкупно 78 реконструирани објекти. Инфраструктурата на било која институција, пред се во поглед на материјалната и техничката опременост и стандардизираност, без дилема е еден од главните предуслови за нејзино ефикасно и квалитетно работење, а со тоа и сосема беше разбирливо нашиот стремеж и одлука да тргнеме во процесот на надминување на претходните состојби на овој план, да воспоставиме модерни инфраструктурни стандарди на функционирање како на полициските службеници, така и на нивните средства за работа, на објектите, на нивната опременост, и ефектите се јасни и целосно видливи. Кога станува збор за овој најнов реализиран проект, реконструкцијата и санацијата на објектот на ЕВР Газибаба, сакам да потенцирам дека во овој довен квалитетно е решен и просторниот проблем на одсекот за оружје, експлозивни и опасни материи Скопје, при одделот за граѓански работи, но и на единицата за недозволена трговија со дрога и оружје, што секако во многу ќе помогне да се подигне квалитетот на работењето и ефикасноста во откривачката дејност, меѓутоа и на други важни организациони единици. Во периодот пред нас продолжуваме со планот на материјално-техничкото подобрување на условите за работа на сите наши организациони единици. Тоа станува како еден наш императив кој што мора континуирано да ги следи сите крупни реформски исчекори на институцијата, заукрачувајќи еден концепт на унапредување и модернизирање на полициската служба во целост. На крајот дозволете да се заблагодарам на сите колеги кои што работат во единицата за внатрешни работи и во СВР Скопје за посветеноста, ангажираноста и мотивираноста во работата, да се заблагодарам и на сите медиуми и медиумски работници, заради тоа што без партнерството со медиумите и со граѓаните нема да имаме напредок во подигнувањето на свеста и на безбедноста на граѓаните во градот Скопје. Благодарам.